Климатските промени се најголемиот предизвик со кој се соочува светот. Европската унија разви шема за тргување со емисии на стакленички гасови, која ќе треба да ја имплементира и Македонија. Со неа се очекува значително намалување на овие емисии, чие ниво во земјава по глава на жител не е ниско. Преку овој проект ќе се обидеме да ја научиме индустријата, а и самите себе, всушност да добиваме известувања од долу нагоре. Ако досега се користеле статистички податоци, значи топ-даун approach, ако се користел за да се известува кон Обединети нации, сега преку овој проект ќе се обидеме да воведеме пософистицирана, по-нова методологија со која што ќе придонесеме точноста на податоците да биде поголема. Инаку не е тајна, тоа е достапно и на веб страницата. Од аспект на емисии на стакленички гасови, секторот енергетика има највисок удел, енергетските трансформации, а тука влегуваат понатаму како сектори, секторот земјоделие, секторот отпад. Подготовката на сите чинители, како државните институции, општините и индустријата, ќе придонесе за ефективно имплементирање на овој закон веднаш по неговото донесување. Ова за нас представува подготовка и на законот кој треба да следи понатаму, законот за климатска акција, меѓутоа исто така и подготовка на сите чинители, сите актери во оваа област, кога ќе се носи законот и тој да се имплементира. На некој начин, во ова фаза, ние сакаме да ги подготвиме сите чинители, особено индустријата, затоа што сакаме да усвоиме закон кој натаму ќе биде имплементиран во пракса, за да не доаѓаме во ситуација роковите кои ќе бидат утврдени во тој закон да се пролонгират или индустријата или чинителите и актерите да не бидат подготвени. Законот ќе биде во согласно со Европската директива за еколошко законодавство, чија имплементација ќе и помогне на Македонија на патот кон полноправно членство во Европската унија. Искуство ќе црпиме од Норвешка, која емисиите на стакленички гасови ги намали за 80%. Кралството го финансира и проектот со кој на земјава ќе и се олесни воспоставувањето на европската шема. Европската шема за тргување со стакленички гасови е главната алатка за намалување на емисиите од компаниите и фабриките. Оваа активност е важен елемент и во процесот на евроинтеграција на Македонија. Среќни сме што го поддржуваме овој важен проект и се надеваме дека ќе успее. Со ограничувањето на вкупното количество стакленички гасови, кои, например, еден индустријски капацитет може да ги испушти, се воведуваат квоти на емисии, кои субјектите по потреба можат да ги купуваат или продаваат. Европската шема за тргување со емисии на стакленички гасови покрива околу 11.000 електрани и индустријски постројки во 30 земји.